Невена и деветте и браќа. Чита Александар Станојков. Една жена си имаше 9 синови и една ќерка. Сторила ниет да ја мажит сестрата од 9 браќа. Од многу места ја сакаат за да ја земат од градот кај што беа, а арно ама ја посакале од некој град друг. Местото кај што ја сакаа беше многу арно и беа многу богати. 8 браќа не ќе да ја даат на туѓина, а малиот сакаше на туѓина и најпосле на неговото биде и ја омажија на туѓина. Од кога ја омажија чупава, многу му падна жал на мајка му, а најпоеќе на 9 браќа. Од голема жал се поболија и еден по еден сите умреа. Остана мајка му како кукаица. Вати да исцрни сите ѕидови од куќите и покри со црно платно сите куќи. Дење и ноќе само плачеше и пискаше и од жалоите незини човек пред портите не поминуваше, ниту па в порта ја влегуваше. Обрасте пред портата и трева до рамена. Од жалој човек да се опулеше, страв од срце ќе го ватеше. Пустата мајка ништо не работеше. Само на гробишта си одеше на ранина и тамо цел ден на 9 гробови си плачеше на секого поред, од големиот до најмалиот, редеше и плачеше, а на најмалиот е син многу пати и тука заспиваше. Многу жалеше и понекогаш во тажењето го колнеше најмалиот е син, оти тој се стори себеп за да ја омажат ќерка една туѓина, за да ја немат сега покрај неа. Плачи денеска, плачи утре и цели ноќи кални од солзи што ронеше пустата стара, вир вода гробу му го подводи на Костадина. Од многу додевање на мајка му од Костадина му се здодеа и го помоли Бога за да му ја врати душата во мршата за една ноќ. Исполај му на Бога, му ја врати и отиде кај сестра му на порта да клука. Клукна еднаш, дваш и сестра му чу. Кој е тој што клука? Рече таа жалоито. Сега ноќна доба. Јас сум мила сестра Невено, братот твој Костадин, отвори брго. Отвори пустата сестра Невенка и го грабната, го избакна братски со солзи горешти на очите и со стресен глас. Му рече, убре брате, што вака ми смирисаш на земјоина и мувлојна? Земја сум работил, златна сестро, затоа мирисам мувлојна. Туку ајде приготви се брго за да одиме, оти треба да се најдиш дома, да ја помогнеш на мајка. Мило брате, ти се молам право да ми кажеш, сто солкувија ме викаш? Дали некој брат имам умрен? Дали мајка умрена е? Брго сестро, спремај се, оти доцна состанавме. Виде не виде Невенка, се приготви и си зеде алишта жалосни и радосни и си тргна со брата да оди. Одија до стрет пат и чу Невенка глас од едно црно пиле кај си пееше и си велеше. Цицер, кај се чуло и видело мртво момче да воскресни и да води по себе сестра си. Али чубре брате како пеи црното пиле што стоит на суана ехла? Оди сестро Невено, така ти се чини, ти се одзиват во оваа пуста пустелија, црнава планина, така ти се сонива, оти си замислена. Замолче сирота Невена и изврвеа старата планина. Штом пукна зора и стигнаа на порта своја. Ов, брате Костадине, го праша, ами оти нашите порти со олкава трева израснале, оти сите куќни ѕидови поцрниле, ами што се оние жалосни мајкини гласови онолку жални? Клукна братја силно на порта, како нажалено и збогум му рече. Ти, сестро, за се што ме прашаш, мајка ќе ти кажи тоти, јас немам време да стојам. 8 твои и мои браќа ме чекаат од град надвор при татка. И невиден се стори од пред неа. Тога е текна на сирота Невенка за пилото што ја пееше на патот и брат е бил умрен. Излезе пустата и поцрнета мајка за да отвори пустите порти. Кога ја виде ќерка си Невена, ја грабна и во очи ја целива и ич не можеше збор да ја проговори. Така плачет, таа и едната и другата плачат прегрнати, паднати на колена. Кој помина, се застана и од жалој се расплака. По некој саат
Одвај свеста малку им дојде и праша мајка си Невена: Мајко, кај се моите 9 браќа? Зошто Костадин ме донесе до овде и ми рече: Збогум, сестро, оти ќе одам кај браќа ми од град надвор, тамо со татка били и не го чекале. О, златна ќерко моја ладнино, на душа брат ти Костадин да те има и тебе и мене, што се стори себе пи те омажи на туѓина за да не си при мене. Кога и женив браќа ти и пратив сите домазети, те си останав јас сама како кукаица. Ја ќерко дојми и куќите од брат да му и почестиме. Кога чу тие збори Невенка од мајка си, му се разрадува срцето и му стори оти вистина и оженила браќа е. Ја поведе по себе и кај ја однесе? Од град надвор на гробишта. Еве му куќите, златна Невенко, на 9 мили твој браќа, сите со ред наредени. Падна на земји пуста Невена и одвои до целива 9 гробој и си умре згора на гробо од малиот Костадина. Ќерко, дали и ти тоа чудо ми стори? Свика старата и си падна на Невенка и таа си умре. И се стори чудо за приказна.